Нови можности за проширување во пресред на самитот ЕУ Западен Балкан во Тиват, објавен нон-пейперот на Германија и Франција со кој се предвидува постепено проширување на Унијата што отвора можности за Македонија. Двете земји предлагаат нов пристап во политиката за членство, кој треба да овозможи побрза и подлабока интеграција на земјите аспиранти уште пред полноправното членство. Во документот се нагласува дека целта за полноправно членство останува непроменета и дека постепената интеграција не треба да биде замена за членство. Според нон-пейперот, идејата е да се создадат дополнителни стимулации за побрз напредок на земјите кандидати. Меѓу другите предлози се привилегиран пристап до внатрешниот пазар, постепено добивање на статус на наблюдувач во институциите на Европската Унија, почести заеднички состаноци на Европската комисија и Европскиот парламент, како и учество во одредени точки од дневниот ред на Советот, но без право на глас. Тоа треба да опфати меѓу другото привилегиран пристап до единствениот пазар врз основа на нивниот суштински напредок во преговорите, како и поблиски врски со европските институции во секојдневниот процес на одлучување, например преку доделување постепен статус на наблюдувач на земјите кандидати на состаноците на институциите на ЕУ, под услови што ја почитуваат автономијата и процесот на донесување одлуки во Унијата. Со нон-пейперот Парис и Берлин предлагаат поедноставување на сегашната методологија, намалување на процедуралните пречки и побрзо отворање на релевантните преговарачки кластери, доколку тоа го овозможи Европската комисија и ако има согласност од земјите членки. За да ја претвориме оваа амбиција во реалност и да внесеме нова динамика, мора да обезбедиме дополнителни поттикнувања како дел од процес на постепена интеграција заснован на заслуги, како и да ги поедноставиме сегашниот процес за да стане поефикасен и да овозможи побрза и подлабока интеграција во Европската Унија врз основа на копенхашките критериуми. Во пресред на работниот дел од самитот, премиерот Мицкоски се сретна со германскиот канцелар Фридрих Мерц и францускиот претседател Емануел Макрон. На двете средби се разговарало околу европската иднина на регионот, а околу предлогот за еден вид фазно членство очекува повеќе да се разговара во работниот дел. Процесот на проширување станува жив. Она што е наша задача како влада е да тој процес го зачуваме, да напредуваме, но истовремено достоинството да не го изгубиме, како што тоа беше пример во минатите децени кога станува збор за нашите македонски аспирации за членство во рамките на Европската Унија. Така што наша цел е да останеме држава која што испорачува најмногу реформи, истовремено да останеме фокусирани на проширувањето и да го сочуваме националното достоинство. Македонската делегација во Тиват бара јасен и извесен пат со развиени гаранции дека Македонија нема повеќе да биде жртва на непринципиелни уцени и ќе движи напред. Македонските позиции во однос на моменталната ситуација се јасни и непроменети. Мицкоски повтори дека нема цена која може да го натера да влезе во авантура, во која нема да има извесен крај. Според премиерот, Македонија многу пати добивала ветување во минативе 2,5 декади, но сепак се уште сме велика каде што сме. Потенцира дека маратонот за влез во Унијата се победува со ум, а не со притисок и брзање.